На 1818 километри квадратни, ширина од Водно до Радишани и од Драчево до Ѓорче Петров должина, Скопје се обидува да ги преживее сите предизвици. Помеѓу двата пописа, од 2002 до 2021, Македонија останала без 185.834 жители, но Скопје е единствениот град кој за 2 децении добил околу 20.000 нови жители. Грубо, секоја година во главниот град се доселувале околу 1000 нови жители, а за сметка на тоа, другите градови губеле и по 10 пати повеќе луѓе. За да ги собере, но и да ги задоволи апетитите на градежниците, Скопје постојано го менува ликот и се гради. За да се ублажи бетонската блокада, на скопската мапа се забележува светата зелена тројка: градски парк, парк шума Газибаба, расадник. Ова би требало да биде приоритет на градското ткиво. Една од трите, расадникот во Кисела вода, е зелена оаза на градот. Она што овде спонтано се случува беше видлив биодиверзитет кој како последица на застојот на планското експлоатирање го фатило својот природен тек на развој. Но природата тешко го сокрива она што влегува во видик на човечкото алчно око. Ова е единствениот слободен простор во Кисела вода, но не за долго. Општината планира да гради 100 нови згради во Расадник, 3 пати повеќе од веќе изградените. Секоја општина и секој градоначалник стреми да се урбанизира својата општина. Граѓаните се спротиставија. Следеа и локални избори и смена на локалната власт, па и планот на Авидум се смени. Расадник каде се кршат копијата помеѓу приватниот и јавниот интерес, ќе се уредува преку меѓународен јавен конкурс. Откако првиот оглас беше поништен, бидејќи пристигнале само 4 од потребниот минимум проекти, вториот сепак беше прогласен за успешен, иако пристигнаа само 5. За прв пат, после изборот на планот на Кензо Танге за обнова на подземјотресно Скопје во 1965 година, Општина Кисела вода распиша меѓународен конкурс за избор на идејниот лик на расадник, од кој што денес ги имаме резултатите. Доделени беа 2 награди, една трета награда и еден откуп. Добитници на првата награда се студиото АГ Планум ДОО од Хрватска и тимот од Грција предводен од Алексиос Цомпанакис. Ваквиот потек на општина Кисела вода беше оценет како глас на добронамерната критика, отпорот на дел од професијата, на стручната фела и на граѓаните, правејќи смел чекор во стопирањето на урбанистичките жалботеки на бизнис елитата. Најавено беше дека новиот детален урбанистички план за населбата Расадник во скопската општина Кисела вода ќе се прави како комбинација од најдобрите решенија од наградените трудови, а концептот ќе почне да се изработува на почетокот на 2024 година, кога на тендер ќе се избира и планерската куќа. Во 9-тиот месец од надежната година за Расадник, оган го пеплоса зеленилото во Кисела вода. Пожарот во Расадник во општина Кисела вода Скопје е целосно изгаснат, иако во внатрешноста се уште може да се забележат одредени горења, кои што и понатаму ќе чадат, но граѓаните нема причина да бидат вознемирени. Изјавите да нема вознемиреност не се доволно убедливи за граѓаните кои се речиси секогаш изневерени, па со сомнеш коментираа дека пожарот е најверојатно старата пракса на изгорено за да биде изградено. Ден по пожарот, градоначалникот на Кисела вода со статус на социјалните медиуми им вети на жителите дека никој нема да гради без план на опожарена површина. Допрва ќе се истражуваат причините на пожарот што напладне изби среде Расадник. Третиот дел од светата зелена тројка ја смени бојата и останува да го дочека дупот на кој од Кисела вода велат дека веќе се работи.